Почитуван колега, добро е што овој пат, за разлика од претходниот, редерирате во својот став. За разлика од минатиот пат, кога имавме претворање на поборувањата по основ на јавни давачки по траен блок во Тутунскиот комбинат, кога најостро го критикувавте законот, гласавте против, овој пат го поддржувате, меѓутоа повторно, по ваш стил, слушаме само критики. Почитуван колега, и вие колеги претеници од опозицијата, оваа влада прави она што е најдобро во моментот за Тутунскиот комбинат Прилеп. Тоа го покажа впрочем и со претходните два закони, кога ги претвори побарувањата во траен блок. Со овие закони покажуваме дека се грижиме за 1100 вработени во Тутунскиот комбинат, за 200 сезонски работници, за 3000 редовни кооперанти во Тутунскиот комбинат. Се грижиме за тутунарите, односно се грижиме за градот. Овие луѓе земаат редовно плата, најкосно до 15 секој месец. На секој од овие луѓе редовно им се исплаќа пензиско и здравствено осигурување, со тоа што она што во вашиот говор го истакнавте, дека не се плаќаат редовно давачките, е вистинска лага. Бидејќи не може да се земе плата со законите кои што ние ги донесовме во собранието, ако не се плаќа пензиско и здравствено осигурување. Повторно ќе ви повторам, овој закон се носи со цел да му се овозможни комбинатот непречено да си ја врши својата дејност. Ова е, сигурна сум дека и вие сте свесен за тоа, особено важно во овој момент, кога по долги години се пронајде стратешки партнер за комбинатот и конечно е потпишан стратешки договор со Филип Морис. И барем во овој момент вие треба да молчите, бидејќи вие можеби подобро од мене знаете колкав труд е било потребно да се вложи за да овој партнер се донесе повторно во Република Македонија, за да повторно се убеди да седне за да разговара со Тутунскиот комбинат во Прилеп, покрај тоа што му се случи со раководството од начело на државата кога стоеше вашиот вечен лидер Бранко Црвенковски. Повторно ќе ви повторам, негде мислам дека луѓе докажуваат 95-та година било, кога во Тутунскиот комбинат Прилеп бил дојден и председателот на БАТ Патрик Шика, кога веќе договорот бил готов да се потпише, кога веќе, така речи, луѓе докажуваат повозрастните вработени во Тутунскиот комбинат славеле во Прилеп, со едно јавување на Бранко Црвенковски, тој договор е поништен. Од тогаш и со многу тогашни сделки, кои што ги правеа раководствата на СДСМ, почна комбинатот да оди наназад. И барате во 7 години да се промени ситуацијата. Ситуацијата е променета. Ајде да кажете. Затоа што конечно имаме завршни сметки кои што се вистински сметки. А вие сам знаете дека до пред 4-5 години сметките беа фиктивни.